Ги започнуваме вестите на Кисименада телевизија. Ова се настаните на денот. Засилени превентивни мерки против ширење на вируси во училиштата во Гостивар. Одлешочкиот манастир со апел за донации за побрза изградба на новиот конак. Тетовецот Владимир Кочовски со книга за манастирот Свети Пантелеймон во селото Никифорово. Се зголемува нивото на превентивни мерки против ширење на вируси во училиштата во Гостивар. Се организираат едукативни часови за мерките на заштита од коронавирус, а општина Гостивар обезбеди дополнителни количини на течен сапун и други средства за хигиена. По појавата на првиот случај на заразен со коронавирус во земјава, во училиштата на територијата на Гостивар деновиве се зголемува нивото на превентивни мерки против ширење на вируси. Училишните управи, согласно препораките кои што ги добиле од Министерството за образование, организираат едукативни часови и предавања за учениците, поставуваат флаери со информации за мерките на заштита и слично. Општина Гостивар обезбеди дополнителни количини на течен сапун и други средства за хигиена, кои во текот на денот се дистрибуираа до школите. Па тоа што ние го направивме одма од првиот ден беше подготвивме еден флаер каде што е целиот, изложен во секоја училница, во влезот на училиштето и во централното и во периферните училишта. Разговаравме со наставниците што треба тие да разговарат со самите ученици, децата, за општата хигиена во училиштето, се одржува нормално, се чистат ходници по 3 пати на ден. Тоа што е до нас, тоа ние го правиме, но сепак навиката иде од дома. И сега ние тука само тоа го надградуваме, го доградуваме. Меѓутоа тоа што е од дома е сепак елементарно. Во Средното економско училиште во Гостивар денес бил одржан едукативен час за средношколците подобро да се запознаат со начините на пренесување и превенција од коронавирус. За време на зимскиот распуст била извршена и целосна дезинфекција на објектот. Тековно, училиштето ги набавува тие средства, меѓутоа сега веќе бидејќи има потреба малце од поголема количина, општина Гостивар успеа да обезбеди соодветни средства, како што се тоалетна хартија, средства за дезинфекција, течен сапун, а исто сакам и да напоменам дека тековно, училиштето во однос на законските рамки и прописи кои што се, на секој 6 месеци прави целосна дезинфекција на училиштето. Последната дезинфекција е направена на 17 јануари, доека траеше зимскиот распуст, така да и од тој дел сме заштитени во однос на начинот на кој што ние како институција или како училиште се трудиме во однос на хигиената во самата институција. Од училиштата во Гостивар, кои денес ги посетивме, рекоа дека немаат забележано помасовни отсуства на ученици од вообичаеното во овој период од годината, ако се земе предвид дека е сезона на грип и настинки. Според препораките на Министерството за образование, класните раководители вршат анкетни проверки дали некој од учениците престојувал во подрачја каде има заразени со корона. Од Сдруженијето Антикоцкање со барање законот за игри на среќа да биде приоритет на идната влада. Законот за игри на среќа да биде ставен во програмата на секоја политичка партија, бараат од Сдруженијето Антикоцкање. Пред распуштањето на парламентот законските измени беа на комисиска расправа и се очекуваше да бидат изгласани по скратена постапка. Во движењето порачуваат после изборите да не се чека повеќе и да не се одолговлекува намерно донесувањето на законот. Сега е време пред избори, се тактизира многу. Немаше кворум, тој кворум не го направија пратени, односно членовите на Комисијата за финансирање и буџет од СДСМ и од ВМРО, така што ние сме стварно зачудени како може све да помине овој закон што фактички овие објекти што се рак на народот не помина. Процедурата е кочат бизнис интересите на државата и поединци, а не се проблем работените во обложувалниците и казината, кои реагираа дека ќе останат без работа, смета Абдију. Позагрижувачки е вели што станавме држава на коцкари.
Ако се направи пропорција на невработени или вработени со минимална плата, тогаш е стварно ова несфатливост за да не се донесе овој закон. Ние сакаме тие милиони евра што се трошат по кладилници и по облажувалници да останат во џепот на народот. Ако после изборите законот не биде приоритет на новата влада, во движењето најавуваат големи протести и блокади на патишта. МВР се уште трага по пазарджиите кои на 21 месецов вербално, но и физички нападнаа вработени од пазарниот инспекторат и царина при запленување на тутун и цигари, кои нелегално се продаваа на Тетовскиот зелен пазар. Од инцидентот денеска се појави видеоснимка, на која се гледа како напаѓачите се обидуваат да ја одземат запленетата акцијска стока, а истовремено упатуваат вулгарни зборови кон службените лица. Од пазарниот инспекторат велат дека во координација со царината, но и МВР работат на пронаоѓање на сторителите. Отаму истакнаа дека на Тетовскиот пазар, заедно со вработени од царината, пристигнале со 4 возила. Се пожалија дека на местото имало представници од полицијата, кои воопшто не реагирале за време на инцидентот. Од СВР Тетово велат дека за акцијата на градскиот пазар не биле информирани, ниту пак било побарана нивна интервенција, а таков случај воопшто не бил пријавен во нивниот дневен билтен. Од пазарниот инспекторат пак ни одговорија дека случајот го пријавиле во МВР, затоа што се работи за нападнати лице од државна институција, а не побарале полицијска интервенција, оти процениле дека не постои безбедносен ризик, со оглед на фактот дека ваквите интервенции се чести во речиси сите градови во државата. Инаку на градскиот пазар на 21 месецов беа одземени 415 кутии цигари и 89 килограми тутун. Татко пријавил физички напад врз неговиот малолетен син во тепачка која била претходно договорена. Билтен на СВР Тетово. Вчера вечер 43-годишник од долнореканското село Врбјане во СВР Тетово пријавил дека околу 19 часот и 50 минути во паркот на улица Мајор Чеде Филиповски во Гостивар неговиот малолетен син бил физички нападнат од 18-годишник од Чајле, со кого претходно договориле физичка пресметка, и од уште 2 други лица. Според пријавеното во нападот, другите 2 лица користеле огнено и ладно оружје, со кое му се заканиле по животот. Полицијата вчера привела 22 годишен гостиварец, осуден на затворска казна за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. По приведувањето реализирано со судска наредба, тој е спроведен во казнено-поправната установа Тетово за издржување на казната. 39 годишен скопјанец пак пријавил дека во Тетово бил каснат на левата нога од куче бездомник. 15 погрешно паркирани возила најмногу во централното градско подрачје вчера се подигнати законски санкционирани во рамките на засилените контролни активности за поголем ред и безбедност со паркирањето во Тетово. Во овие активности исто така откриени се и 2 возила со истечена регистрација, 2 возачи почетници кои не се придржувале на законските ограничувања, 1 возач без положен возачки испит и други видови сообраќајни прекршоци, кои биле соодветно санкционирани, информираат од секторот за внатрешни работи Тетово. Новиот конак во Лешок се гради со средства од Лешочкиот манастир. Изградбата се врши според сите современи стандарди, а од црквата апелираат сите кои имаат можност да помогнат со цел побрзо завршување на градежните работи и користење на новите простори. Во тек е изградбата на новиот конак во Лешок, кој што се гради со средства на Лешочкиот манастир. Се работи за простор од 750 квадрати, каде што ќе има повеќе соби и работни простории. Благодарение на заложбите на неговото високо преосвештенство, митрополитот Тетовско-Гостиварски Јосиф, на манастирската управа, се дојде до таа идеја да се изгради тој конак, со тоа што првиот дел на конакот, значи, ќе биде автентичен на стариот и ќе биде граден со камен долниот спрат. Тој конак ќе користи и за потребите на Македонската православна црква, ќе користи за потребите на сите луѓе добронамерници кои ќе сакаат да се поклонат, да преспијат во тоа светилиште и така натака. Конакот се прави според сите современи стандарди на градба, за која се потребни многу финансиски средства, велат од црквата.
апелираме до сите компании, фирми кои што сакаат и сите добронамерни луѓе да помогнат да донираат средства за овој конак да го добият својот потполн сјај, бидејќи она што ќе го изградиме, тоа и нам ќе ни остане. Се она што е во црквата е заеднички имот и заедничка потреба на сите нас. Она што ќе го изградиме, ќе го имаме и ќе го користиме. Со изградбата на конакот, манастирот ќе добие дополнителни простории, од кои, како што велат од црквата, имало потреба. Освен што плени со природни убавини, селото Никифорово Мавровско е извор на многу легенди и преданија. Таква е приказната за манастирскиот комплекс Свети Пантелеймон, кој постоел во 5 или 6 век. Историјата на комплексот во книга ја преточил тетовецот Владимир Кочовски. Идејата за изработка на монографија за манастирскиот археолошки комплекс Свети Пантелеймон во близина на Никифорово Мавровско произлегла од пред 30 години. Местното население покринало иницијатива да се расчисти теренот околу малата црква, која се наоѓала на изворско место со света вода. Посетувана била од многумина, а локацијата била позната и како излетничко место. При уредување на теренот наишле на гробно место. Повикан бил Републичкиот завод за заштита на културно-историски споменици, од каде што извршиле увид и се откриле темели на рано-христијанска базилика од 5 или 6 век. Според научните податоци, како и легендите и преданијата, се конструира целата историја на манастирскиот комплекс. Таа историја во книга ја преточува тетовецот Владимир Кочовски. Тој вели дека дури и владиката Кирил велел дека манастирскиот комплекс во Никифорово е вториот Климентов универзитет. Значи дека тоа е најстарата црква на Полашко-Мавровски регион и пошироко. Таа црква со димензии 24 метри, должина со 3 влеза, 3 излеза, е импозантен објект, што покажува дека имало живот на тој терен таму. Владиката тврдеше, и легендите и преданијата го потврдуваат тоа, дека во периодот на Климент, тоа значи после 910 година, доаѓаат дел од учениците Климентови горе и практично го формираат тој втор универзитет. Потврда за тоа е габаритот на црквата. Втора работа што е посветен манастирот на Свети Пантелеймон, а Свети Пантелеймон е заштитник на Климент. Откриени се темели на конаци, и покрај, значи, црквата има и темели на конаци. Според преданијата се тврди дека таму постоела голема препишувачка школа. Меѓу 9 и 12 век, според археолозите, комплексот бил изгорен, а Кочовски смета дека тоа се случило пред крајот на 11 век. Предпоставката е дека последното разрушување на манастирот во Никифорово, Свети Пантелеймон, е створено токму 1689 или 70 година, во тој период. На местото на манастирот потоа е изградена малечка црквичка. По легендата, луѓето што одели од Никифорово кон Леуново преку планината ги среќавал светецот и им рекол црквата да ми ја направите. И тие, не можејќи да направат толку голема габаритна, го направиле ова манастирче на изворска вода, на извор. Иако во монографијата ги собрал сите познати информации за местото, сепак вели дека тајната на манастирскиот комплекс Свети Пантелеймон, како што е и самиот наслов на книгата, ќе остане да се открива и од следните генерации. После интервенција на Републичкиот завод за заштита на споменици, таа црквичка е обновена и е донесена во ова сегашна состојба што ја гледаме. Се потрудив натре да обезбедам се она што ми беше пристапно како материјал од науката, меѓутоа пробав да направам еден мозаик, да ја склопам сликата комплетно за манастирот, за историјатот на манастирот, со помош и на легендите и преданијата и со искажување на одредени луѓе. Примероци од монографијата авторот оставил во самата црква во Никифорово Мавровско.
Богата спортска понуда ќе можат да проследат љубителите на спортот од Полошкиот регион во викендот што престои. Во првата македонска фудбалска лига викендов ќе се одиграат надпреварите од 21-то коло. Екипата на Шкендија на домашен терен ќе го пречека составот на Македонија Ѓорче Петров, додека Ренова ќе гостува на Чаир кај екипата на Шкупи. Па ние на секоја утакмица, значи и за нас е секоја као финале, секој освоен бод е многу важен. Ние знаеме што значи Чаир да се играје и ќе идат и они на 3 бода, ние ќе идеме на резултат, би биле задоволни нормално и се нерешено, ама во ова наша лига секој може да победи и затоа не имаме доста добар тим, доста квалитетен тим и се надеваме на добар резултат. Двата надпревари се играат во недела со почеток во 14 часот. Викендов со надпреварите од 15-тото коло започнува пролетниот дел од втората лига Запад. На градскиот стадион во Гостивар екипата на Вардар Форино ќе ја пречека Дрита, додека Гостивар гостува кај Кадино. Двата надпревари се играат во сабота со почеток во 14 часот. Кошаркарите на Гостивар после репрезентативната пауза продолжуваат со настапите во првата кошаркарска лига на Македонија. Во сабота со почеток во 19 часот гостиварци ќе гостуваат во Кавадарци кај екипата на Евроникел. Екипата на Тетекс во рамки на 12-тото коло на втората кошаркарска лига Запад ќе има тешко гостување кај Скопски Ангели. Се очекува да патуваме комплетни таму и да дадеме се најдобро од нас, па ќе видиме што ќе покаже надпреварот. Инаку Ангели моментално се најдобра екипа во втората лига Запад и се надевам на добар надпревар. Во третото коло на плејофот на машката одбојкарска лига на Македонија, двете тетовски екипи ќе играат на домашен терен. Лирија го пречекува лидерот Вардар, додека Универзитет Тетово дома игра со Угада Штип. И Шкендија која настапува во плејаут лигата ќе игра на домашен терен против борецот Велес. Во женската лига екипата на Универзитет Тетово на домашен терен игра против Ускана, додека Бамбикор гостува во Битола кај Пелистер Волеј. Овде е крајот на регионалните вести. Ви благодарам на вниманието. Пријатно!